са жртва во ситуацијата, и другите индиректни, значи протагонистите кои што трпат нешто, а немаат можност да го променат. И мислат дека немаат можност. Значи, ние ќе одиграме уште една оваа приказна. Од вас барам, доколку сте дел од ваков клас, случува ова. Дали, кога и како би изреагирале, тоа нас не интересира. На тој начин, ако ни покажете како вие би реагирале, зајакнувајќи го карактерот на Трпе и другите, тоа ќе научиме што сте можеме ние да направиме во секојдневниот живот, а да не ни се случува ова. Бидејќи форум театар служи да ги активира пасивните, да ги претвори од публика во активни субјекти во општеството секој поединец. Тоест, да ни разбуди индивидуалната одговорност, а да не чекаме некој друг да не ги решава нашите проблеми. Значи, штом ќе забележите дека вие би направили нешто во ситуација, кренете рака или кажете стоп и кажете или покажете ни како би реагирали. Слава на 30 минути. Вајде. Хајде. Хајде. Вајде. Ajde ti ne staviš na meni, se znamo da se natvarajme. Dobar den. Dobar. Dežurni Trpi danas. Odsutni? Nema. Ga ima ili nema? Ima, nema. Pa ja kažu jesi kako noća tvojesta, kažu je. Andrej Romančevski, Adrianca Moča, Artan Salmani, Marija Pečko. Dobro se jednim gledam bili da kažu slušam. Što liči ovajde se gnuvajte od nas, da ne bi slučio. Ođe v selu. Ke pa sliva. Кој не кажал? Ajde, bili. Кој се kada kultura лекцијата? Trpe, kakve ste i Ajde, koga? другите се чуете го тоа што јас го пишам на табло. Имате част Da sam duša. Ajde, Trpe, продолжи. Нивната подала, иначе делат на усно. Добра, Трпе, добра. Ajde, znači не на тука можам. Ajde, ne. Добра, дали има некој прашање? Ne. Добра, научите лекција, први тоа што ќе прашање. Што ти не кажа? Кога ќе кажам, нема и нема, разбрали? Друг пат не мога да се помислам. Се надевам дека причината не е заради тоа што немате идеја што би направите. Бидејќи во спротивно ќе бидам многу разочаран. Скоро сум сигурен дека и тоа како некои знаат што треба да се направи оваа ситуација. Ако некој не сака да покаже, има некој што би кажал што би направил. Кој ова може да го промени? Кој? Pa, zajedno. Како? Pa, treba da pomogne. Никој ништо не На кој начин треба помогне? Тоа да... Во форум театарот има една можност. Размисли може да исторички. Било кој од вас, доколку има идеја како може да ги активира другарите, тогаш ќе може тоа да го направи. Така што ќе влезе на театар
ќе им кажеш како да реагираат и тогаш ќе ги оживе. Но тоа ќе ни го покаже на стената. Има и некој што го направи тоа. Не мора да стопиш, не мора да стопиш. Кој? Сетате се сликата од самиот крај. Кога завршува часот, професорот заминува, завршува часот. И во форум театарот ова е потребно да некој од публиката се договори прво со оние карактери кои што сака да ги активира, им кажува што сака да направи, да постигне и да видиме што ќе биде. Тоа се случи. Тебе нема проблем, видите во форум театарот деца позволени многу физички контакти и разговор со телото, повеќе сакаме комуникацијата да ја јакнеме вербална комуникација, овде јас собрав приказната. Прво прашам, што сакаш да постигнеш и да бидеш доволен како тоа? Одите да учиш професор? Окей. Значи, дали го заштитите вашиот друга? Што публиката мисли? Не. Окей, кој? Малко да добре за реагира. Окей, значи, они може би во тој момент процениле, не ја виделе опасноста дека може да биде нападнат физички. Од друга страна, може би ако се случува секојдневно, за некогаш да предпоставиме и реагираме превентивно. Окей, некој мисли дека би требало да се реагира порано. Супер. Имаме рака дека? Повеќе. Овој начин не е добар за спречување на конфликтот, бидејќи како што во еден конфликт се родија два конфликта. Овој нашиот аплауз многу зборува од една страна прво, веќе јас не сакам да кажам кој е решение најдобро, форум театарот нема за цел да го најде најдоброто решение. Но да видиме колку можности имаме во една единствена ситуација. Но ова ваше одобрување беше, претпоставувам супер како заедничко мислење за тоа дека ова дефинитивно носи и поголемо начинение. Може би со најдобра намера да ја смириме ситуацијата, реакцијата ќе биде како долевање на бензин во огниот. Океј? Благодарам за примери се многу корисни да видиме кој пример од овие се навистина најпозитивни однос на тоа, како ќе го намалиме насилството, но и при тоа да се заштитиме себе и другите. Од една страна видовме промена. Дали сега веќе трпе сам? Не. Трпе конечно доби заштита, конечно доби луѓе кои што се на негова страна, не беа индиферентни. Но како тие луѓе да бидат активни, но при тоа да се заштитат од било каква опасност и себе си и другите. Дали имате друг предлог како би се решило ова? Или може би немате? Ова случка што сега, ова случка што сега видовте, не е само кај нас. Ова редовно се случува во многу училишта и е споделена од многу ваши врсници. Имавме тука рака при нас. Дали некој од вас сакате двете заедно? Окей?
Вие заедно сидите? Окей. Одино самиот почеток. Да. Одино самиот почеток. Ставим. Kada je kažem sat. Uglavnom je na 10 minuti. Запишувanje? Не знам. Знаеш. Гледай ме. Знаеш. Ajde. Не. Добре. Не не запиша. Айде ми се да добре, айде се Добър ден! Къде? Дежурник тръпи зада. Отсутне? Има. Сега има или нема? Има видео. Айде, кажи, има ще отвори да. Андрей Голчевски, Анна Самани, Анелиса Вечак и Мария Петровска. Добре, че ден. Я ще ми се спомня. Защо личи ова да се гнуете от ма? Да, не кажа. Кој казал? Айде да спирате сега. Престанете. Дали има нещо така да повторим на тази лекция? Айде да се представим другите слушайте го да Иначе част от чакна да спомня си. Айде да се продължи. Айде да се продължи. Айде. Може малко да има нещо да включва в Значи има лекция. А нека имаме, това е важно. Дали ви се Кой го закача? Добре, тогава шайде ви да си викни в български психологът да разговарят с кои точно Да видим што видовме во оваа ситуација. Човечка на колку сте задоволени за това, што го постигнате? Што мислите? Окей, значи вие сте задоволни от вашата урока. Окей, добре. Толку е това, че мислите дека овде се промени ситуацијата кон позитивно. Дека ви не ради. Дали ово го решава проблем? Не. Зошто е помногу? Зошто не го решава проблем? Го решава? Комплетно? Значи што ќе повеме сега дека ќе го реши проблемот педагогот, психологот и првенството. И што ќе повеме оваа ситуација? Повеќе 10 чова? Повели? Не се решава проблемот бидејќи кога ќе се вратат до психологот и до директорот, ако не го те пат на час, надвор ќе го патат пак. Дали го значи дека се согласуваме голем дел од вас со Значи во школата може да биде заштитен, не и напад. Окей, колку сметате дека професорот добро реагираше во оваа ситуација? Во нашата ситуација. Беше активен?
Доволно? Не. Колку е ова реална слика во нашата секојдневие? Дали професор се вложила во оние меѓу ваши конфликти? Не. Нема достатно. Помислите доста глада. Се плашат, дори да? Окей, не е важно која е причината. Дали се плашат, дали се можеби презапатени со обемниот материјал кој што мора да го предадат. И не ме интересира, јас не знам. Но дефинитивно дека понекогаш и ние, возрастните, не гледаме доволно што се случува околу нас. И дефинитивно дека таа пасивност не заобиколува нас. Но тоа не значи дека вие немате можност да ја разбудите и нас возрастните. Овде видовме како веќе се воспостави друг начин на комуникација. Не ученик, професор. Трпи и овде не беше сам. Прво беше поканет по оние воншковски активности за излегување на вечер, што претходно не беше случај. И многу често таквите имаме ученици кои што не се ниту во едната група и не припаѓаат ниту во другата група. Ама доколку најдеме начин како да ги активираме и нив, и случиме во нашата група, ваквите ситуации биле многу поретки. И видовме како еден клас може да застане позади било кој. И тогаш имаме равнотежа на моќта. Верувајте, тогаш нема да им биде лесно толку слободно се согласуваат во училиштето. Било кој да е улога на автомобилите. Послушнав, може би на шега, но тоа е исто така дел од секојдневието. Ходош или кукавица. Многу често во ваквите ситуации, доколку некој од пасивните ученици реагира, така што ќе го сподели проблемот со педагог, психолог, родител, класа и така натаму, се бидете во кукавица. Колку е ова вистина кај вас, нека дине рака било кој што мисли. Има кукавици кај вас? Се ли разбира некако такви? Дали некој може да ви каже дека ова е кукавичко дело, ако од оваа страна отидеш и го кажеш проблемот на некој авторитет? Не, многу ми е драго што го слушнав тоа, бидејќи го надслушнав, може би на шала, ама ќе па слушнав. За мене е многу пати подобро да го кажам проблемот и да бидам активен, како во форум театарот, отколку да бидам пасивен наблюдувач во ваква ситуација. Да, и ќе прифатам да ме нарачат да треба и кодаш и кукавица и се што треба. Но нема да прифатам да бидам нем наблюдувач на ваква ситуација. Прочем форум театарот за тој постои. Многу често ние мислиме дека сме неможни да решиме било каков проблем. Но со едно мала реченица, со една ваква активност од неколку секунди, ние можеме да промениме многу нешто. А тогаш и нашата ситуација не била волку црна такова и предходната на ден театар. Нашата пасивност овозможува да секој си прави што сака. И при тоа тој да биде во вашиот речник главен прајак во нашата средина. Многу често, бидејќи ние сме навистина, важно ни е да бидеме дел од било каква група, да припаѓаме на некоја група. Дел од оваа група се исто така жртви, затоа што они се конечно прифатени од некого, па дури треба да го прават тоа што и не сака да го прават. И под влијание на таа група се спремни да направат било што. Ева, затоа овој дел ми се допадна, кога оваа група на луѓе го привлече трпа. Може би кој да го реагира по-активно, ќе привлече што некој друг член од оваа група, од последните луѓе. На тој начин, тој баланс на моќта ќе биде уште поизедначен, се додека не биде мнозинство антагонистите. Океј, дали уште некој има некој предлог што би можел да направи? Може би самиот Трпен. Дали Трпен може нешто да промени во оваа ситуација? Пати вие ги гледате можностите од пасивните наблюдувачи. Што би направиле вие доколку сте во улогата на Трпен? Не може да не направиле, или може би не сте били во таква ситуација?
Дали можеме да избегнеме да не видиме други, или се реди кога тоа ќе настигне. Океј, ова е многу добар начин како да се видиме ние во огледало. Овој форум театар всушност означува вашето огледало. И јас сум сигурен дека овде има ученици во сите услови, може би професори кои што ќе се видат себе си, кои што ќе се подсетат како реагираат во вакви слични ситуации. Ако се видат како пасивни наблюдувачи, ова е добра можност да се развиват себе си, да ги отворат очите и ушите. И во следната слична ситуација да реагираат проактивно, нешто да направат, нешто повеќе. Од овој аспект, дефинитивно дека секој од вас може да се види како ученик во вашето училница. И многу ми е драго ако се видите себе си